Përshëndetje për të gjithë, mirë se erdhët në emisionin e Pazitës. Sot do të trajtojmë temën për të drejtat e njerëzve, por një fokus të veçantë do t'i kushtojmë të drejtave të fëmijëve. Çfarë janë të drejtat e fëmijëve dhe sa ne i përkushtohemi dhe sa vëmendje i kushtojmë të drejtave të fëmijëve? Këtu me mua në studio është Mario Jančev nga qendra SOS Detski Sela, dani greshëm. Pastaj e kemi Svetlana Crnkovska nga Megashi, nga Mila dhe Jordanka Trajkovska prej Megashi. Mirë se erdhët në emisionin e Pazitës. 30 vjet jubilar nga sjellja e konventës kombëtares Kombeve të Bashkuara për të drejtat e fëmijëve. Çfarë do të thoni për këtë? Еве јас би почнала. Конвенцијата за правата на детето да одбележуваме оваа година 30 години од незиното потпишување и усвојување. Важно е да се напомене дека овој документ се фокусира директно само на правата на децата, кои се издвоени од Универзалната декларација за човекови права, бидејќи се сметало дека ова надлива категорија на која што им треба посебен документ кој што на повисоко ниво ќе ги воспостави правата и почитувањето од страна на сите институции, од владите кои што ќе ја потпишат конвенцијата и нормално граѓанскиот сектор и самите луѓе. Значи да ги качиме на детските права на еден повисок степен од она што е за сите луѓе на планетава Земја. Конвенцијата за правата на детето инаку е најпотпишуван документ, еден од најпотпишаните, прифатени меѓународни договори. Вкупно има 196 потписнички, што не е случај за други меѓународни договори и документи. Може понатака да збориме во однос на што се уредува во конвенцијата. Vini nga 3 qendra të ndryshme, por që e keni një qëllim të përbashkët, të 3 qendrat punoni për të drejtat e fëmijëve. Më tregoni se çfarë ju bashkon juve, a bashkëpunoni me njëri tjetrin? Па еве јас би додал она што и Светлана го спомна пред малку, покрај Конвенцијата за заштита на правата на детето, еден друг јубилеен документ исто така имаме. 10 години славиме од постоењето на водичот за алтернативна грижа за деца. Ова исто така документ кој што изгласан како резолуција на Обединетите нации и доставен до сите земји потписнички членки на Конвенција за заштита на правата на децата. Овој документ е помошен документ кој што помага во исполнување и имплементацијата на Конвенција за правата на децата. Тој многу повеќе се фокусира на каков начин може да се имплементираат членовите од Конвенција за заштита на правата на децата. И многу е значаен за многу полесно да можат сите оние кои што се клучни чинители во едно општество на полесен и поедноставен начин да можат да ги имплементираат правата на децата од една страна и од друга страна им помага на земјите потписнички на конвенцијата да ја усогласат и регулативата и јавните политики да полесно се имплементираат правата на децата. T'ju japim një pasqyrë shikuesve, më tregoni shkurt se çfarë janë të drejtat e fëmijëve, çfarë kuptojmë me këtë? Правата на децата не се разликуваат од човековите права. Она што е важно е дека постојат 4 принципи на кои што се заснова и доаѓах и јас од Медјаши сите активности, например, што Медјаши ги спроведува, ги почитува или ги базира на тие 4 принципи. Тоа е принципот на недискриминација по било која основа, принципот на живот, опстанок и развој, принципот на најдобар интерес на детето и на детско учество на детето и посебно во последниве, да речам, години, активностите на Медјаши се фокусираат на јакнење на ова право на децата, на овој принцип на детско учество, односно, што значи тоа? Тоа значи да му се даде да се слушне гласот на детето во сите сфери, особено во деловите каде што се донесуваат одлуки во политиките или во раководните структури на било која институција, каде што нешто што го засега детето, да има право детето да учествува и со свое мислење, да каже свое мислење во, да речеме, да има детски собранија во локални, во општински центри, да има училишни одбори како што дозволува новиот закон за основно образование. Значи, се оно што го засега детето да биде слушнато и да биде уважен неговиот глас.
Детските права, тоа е можеби повеќе дел на правничката меѓу нас, меѓутоа конвенцијата кога ќе се потпише ги обврзува државите потписнички тие права да бидат потоа вградени во правната рамка, во различни закони. Па скоро можеби во сите, ама еве најтипични закони се Законот за заштита на детето, Законот за семејство, законите за образование за основно и за средно образование, Законот за социјална заштита, еве да не земам дел од она што не е моја експертиза. Po sa ne i zbatojmë gjithë këto të drejtat fëmijëve, si është gjendja momentale në shtetin tonë? Па јас би кажал како СОС дискусијало влие и учествува во исполнувањето на овие права. Дел од членовите на конвенцијата насочуваат на обезбедување на грижлива семејна средина каде што децата ќе можат да го исполнат својот потенцијал и да се развијат како самопридонесувачки членови во заедницата каде што живеат. Она што организацијата СОС Детско село го фокусира своето работење на обезбедување на грижлива семејна средина за оние деца кои што ја изгубиле грижата од страна на своите родители и под закрила на државата или ставање под старателство превзема државата и упатува во сместување во алтернативни форми на грижа. Но она што е многу значајно да се каже е дека приоритетот се дава на биолошката средина и како нашата организација се труди да ја овозможува топла или грижлива семејна средина и преку своите советодавни центри за превентивна работа, работи со биолошките родители на семејства кои што се веќе детектирани како семејства во социјален ризик, да ги зајакне компетенциите на родителите, да ги подобри животните услови и на тој начин да овозможи родителите на посоодветен начин нели ги поддржат децата во однос на нивниот развој. Но многу често се случува да биолошкото семејство не е во можност во краток временски период да постигне нели оваква добросостојба за децата, тогаш центрите за социјална работа предлагаат мерки згрижување во алтернативна грижа. Она што ние како организација го нудиме, имаме 14 згрижувачки семејства кои што со децата кои што се дадени на грижа овозможуваат грижлива средина, создаваат една средина каде што може да го стимулираат нивниот развој, директно учествуваат во обезбедување на правото на образование, правото на здравство. И на тој начин, во одреден временски период, се дека трае оваа мерка, децата се на безбедна семејна средина. Целта на овие мерки е повторно враќање на децата во биолошката средина или враќање во семејството на потекло. Svetlana, dua të dëgjoj edhe nga ana e juaj, nga qendra juaj se në çfarë mënyrë ju i mbroni të drejtat e fëmijëve? Па вака ќе го поврзаме со претходното прашање, нели како државата и колку се грижи и како ги штити детските права. Она што е произлезено и од конвенцијата за правата на детето, ни од многу други конвенции кои што Македонија ги има ратификувано, значи се создадени таа национална законска рамка, институционална рамка, значи се воспоставени институции и закони се донесени во насока на заштита на детските права, но некогаш имаме предизвици во однос на имплементацијата на овие закони и сите одредби кои што се усвоени. Па тука некако ја ускочува граѓанскиот сектор, како што кажа Марио, ни од еден аспект ги штита детските права, обезбедување на таа сигурна средина, ни од аспект на обезбедување на олеснет пристап до правда за децата во остварувањето на нивните права кога тие ќе бидат прекршени. Нашето здружение веќе Македонското здружение на млади правници долги години води постапки кои што ги нарекуваме постапки од стратешко застапување во смисла на зимаме теми кои што се од интерес вклучителни на децата, кои што го засегаат целото наше општество, особено да речеме децата во дадени постапки и пробуваме да ги смениме преку постапките правни кои ги поведуваме пред нашите органи, судовите, центрите за социјална работа, министерствата и така натака, да смениме одредено однесување политика која што сметаме дека не оди во насока на заштита на детските права онака како што е воспоставено или прифатено со потпишувањето на Конвенцијата за правата на детето.
Исто така, она што е важно за нас е детето, како што каже Јорданка, да биде неговиот глас слушнат. Она што во постапките пробуваме да го направиме, да ги потенцираме нивните права, да им кажеме и да им укажеме на институциите во кој дел треба да се грижат за децата повеќе или нели да им се обезбеди повеќе простор, да се слушне нивното мислење, се со цел да одиме и да создадеме средина, политики, права кои што ќе одат во најдобар интерес на детето, да порасне како користен чинител во општеството и по навршувањето на 18 години, нели да биде свесно за своите права, свесно за околината во која што живе и да може понатака да допринесува за градење на едно подобро, поубаво општество, без дискриминација, без стереотипи, без предрасуди и така натака. Përmente që gjatë punës suaj keni edhe vështirësi. Cilat janë ato vështirësi që i hasni gjatë punës? Предизвиците се големи во смисла на приводење на постапки, да речеме доколку се работи за деца, например, жртви на насилство. Знаете, некогаш имаме предизвик во однос на создавање на мултисекторски пристап од страна на сите институции. Ние од една страна ќе обезбедиме правната поддршка на детето, но тука, да речеме, недостасува психосоцијалната поддршка. Така и во суштина соработуваме со СОС Детското село, имаме заеднички проект каде што пробавме од двете страни да опфатиме, значи, целината, односно детето, да пробаме да му обезбедиме правен застапник кој што ќе ја води постапката нели пред органите каде што треба, но да му се даде, да речеме, психосоцијална поддршка која што ќе го води детето, ќе му помогне нели да не биде ревиктимизирано во постапката, на најдобар може начин да извлечеме она што се случило за да му помогнеме во постапката, и тоа се предизвици кои што, да речеме, на моменти недостасуваат во, да речеме, институционалниот пристап, па како граѓански сектор сме увиделе дека овие работи можеме да ги подпомогнеме, да создадеме системи заедно со институциите, да работиме во насока на заштита на детето, како, еве, да речеме, во овие постапки кога е жртва на насилство. Qartë. Ne do vazhdojmë temën, por së pari le të shkojmë me një shkëputje të vogël publicitare.